Почитувани ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Започнуваме со првата информација. Вирусните заболувања кај најмалите земаат се поголем замав. Периодов на детското оделение во општата болница во Гостивар има по 50 на пациенти на дневна основа. Најмалите на удар на вирозите и грипот. Периодов зголемен е бројот на пациенти на детското одделение во Гостиварската општа болница. Во текот на едно денонокие лекарска помош од педијатар за своите дечиња бараа 40 до 50 родители. Најчесто се работи за респираторни инфекции на горните дишни патишта, предизвикани од вируси. Лекарите велат дека невообичаено топлите температури за овој период од годината се погодни за нивно ширење, а како фактор го споменуваат и загадувањето на воздухот. Ова време погодно е затоа што имаме енормно високи температури на воздухот, значи негде околу 15 степени, што е невообичаено за овој период. Исто така има енормно загадување на воздухот, кој што исто така е причинител за зголемување на бројот на болни деца со вирусни инфекции. Првите симптоми највише ги зафаќа сите возрасти, но највише малите деца, затоа што се уште немаат доволно формиран имунитет и тие се подложни многу побрзо да се разболуваат од овие вирусни инфекции. Вообичаени симптоми на болните деца од вируси се висока температура, суво кашлање, одбивање храна, вознемиреност и слично. Вирусните заболувања траат 5 до 7 дена кај децата кои имаат добар имунитет и поминуваат без последици. Сепак, доколку болеста потрае подолго или се забележат компликации, родителите треба да побараат помош од педијатар. Кои би биле првите знаци дека кај детето се јавуваат првите знаци на компликации кои што мора да се јават на педијатар? Тоа значи дека ако детево повеќе од 3 или 5 дена има висока температура над 39 степени, ако имаат отежнато дишење, свиркање на граните и на градите, тоа е знак дека ги има зафаќено и долните дишните патишта и може да доаѓа до инфекција да имаат ларингит, да има бронхит и најтешката компликација пнеумонија. На детското одделение во Гостивар деновиве имало и дечиња кои развиле компликации, но како што рече педијатарот Муча, сите се во стабилна состојба. За превенција од вирусните заболувања лекарите советуваат избегнување на затворени простории, често проветрување, престојување на отворено секој ден и зголемен внес на витамини и минерали. Телефонскиот број на Тетово екоизвештај, каде што граѓаните можат да пријават загадување на животната средина, не функционира подолг период. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи најави дека пропустот наскоро ќе биде надминат. Почитувани, лицето кое го повикавте во моментов е недостапно и ќе биде информирано преку SMS за вашиот повик. Граѓаните подолго време немаат можност преку телефонскиот број на Тетово екоизвештај да пријават загадување на животната средина. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи рече дека ќе го провери пропустот. Истиот според неа ќе биде надминат за скоро време. Значи, нормално дека ние секогаш вршиме контрола на истиот број. Нас ни е многу важно да овој период на годината тоа да биде во функција. Значи, ќе го провериме уште еднаш. Таа истакна дека и покрај тоа што не функционира телефонскиот број на Тетово екоизвештај, изречени се неколку казни против приватни фирми поради загадувањето на животната средина. Значи, во однос, само можам да ве информирам дека во однос на пријави, нормално кои се после докажани после излегување на инспектори на терен, има неколку компании кои исто така биле и казнети според нашите позитивни закони, поради фактот што апсолутно е важно секој да се придржува до законските обврски во однос на загадување. Казните за загадувачите достигнуваат до 2500 евра, но за разлика од првиот човек на општина Тетово, која тврди дека се изрекуваат казни од општинскиот инспекторат за екологија, велат дека засега делуваат само превентивно кон загадувачите. Во иднина граѓаните нема да употребуваат пластични документи за идентификација. Технологијата напредува во насока на интеграција за сите документи на граѓаните на сим картички и мобилни уреди.
Системот за електронски картички не функционира веќе подолго време, така што ако се искористат новите можности што ги дава електронскиот регистер на население, ќе се укине користењето на пластични електронски картички, истакна министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски при посетата на Тетово. Технологијата оди напред во насока на интеграција на сите документи на граѓаните на сим картички и мобилни уреди. Веќе технологијата е до таму отидена дека сосема на легален начин и кој што е сигурен начин можеме да ги чуваме нашите податоци дали на нашите сим картички, односно на нашите мобилни уреди. Нема веќе никаква потреба од технолошки аспект за посебни пластики, кои што ќе имаат посебна пластика да е здравствена книшка, посебна да е лична карта, посебно е да е не знам нешто друго. Одиме кон интеграција на сите документи кои што ќе бидат достапни на граѓаните преку нивните мобилни уреди, а на тоа да се адаптира и системот. Со ова ќе станеме, јас би рекол, и водечка земја во Европа, а веќе првите чекори можам да ги најавам во оваа насока дека ќе се случат во првата половина на февруари. За кратко време и приватните компании ќе можат да се приклучат на регистерот на население, а полесно ќе биде и вадењето документи во институциите. Во рокот не повеќе, јас мислам, од 2 месеци веќе ќе се точно пропишани условите и приватните компании ќе можат да се приклучат на Централниот регистар на население. Со постоењето на Централниот регистар на население, повеќе нема потреба ниту една институција бара извод од матична книга на родење, затоа што може по автоматизам да ги добие податоците. Централниот регистар на население на секои 12 часа, 2 пати дневно, ги синхронизира податоците помеѓу сите институции и веќе тие се униформни, немаме различни информации. Но така и полека ќе треба самите институции да си ги пречистат процесите, тука ние ќе им помагаме, затоа се впрочем и овие средби, за да сватат што можеме да направиме, дека наместо да се бара од граѓанинот документ, може самата институција да ја обезбеди информацијата од регистрот на население. Ова е процес во кој што ќе треба да се заедно информираме, да ја креаме свесноста, да си помагаме. Министерот Манчевски оценува дека нашата земја е на прилично добар пат во однос на дигитализацијата, која всушност е процес кој што трае и никогаш нема да заврши, бидејќи технологиите постојано се менуваат. Најоптимални решенија за спречување на последиците од несакани дејства, пред се од насилниот екстремизам, се локалните совети за превенција. Ова беше посочено на работната средба за размена на најдобри практики меѓу представниците на локалната самоуправа со цел развивање на ефективни активности. На работната средба општина Куманово беше посочена како позитивен пример на спроведување на добри практики во поглед на превенирање на несакани последици преку локалниот совет за превенција. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски истакна дека имале неколку успешни активности за спречување на насилства помеѓу младите, но и насилства од етничка и верска природа. Бидејќи во Македонија првенствено треба да се негува традицијата и да се работи во духот на традицијата. Кога имате една општина која што има мултиетнички карактер, а општина Куманово е токму така и ја представува Македонија во мало, имате еден сублимат на различни етнички заедници, луѓе кои што доаѓаат од различен профил, и тоа различна социјална средина, различна верска средина, етничка средина, тогаш мора да постои една избалансираност во општеството, а до неа се доаѓа со стекнување и на еднакви права и можности во општеството, но и првенствено со заемно почитување кое што се темели врз база на диалог, толеранција и взаемно разбирање. На работната средба присуствуваше и првиот човек на општина Тетово Теута Арифи. Таа истакна дека локалниот совет за превенција на општина Тетово функционира, но истиот треба да биде поактивен. Како и да е, сметам или денешниот состанок го ценам како многу важен, имајќи го предвид фактот дека ова е една средба на локалните чинители, значи на таа стабилност, но и на две општини кои имаат локален совет на превенција, но две општини кои имаат исто така и представништва на ОПСЕ во самите тие општини. Нормално сите знаеме, свесни сме, живееме во едно време кога глобалните опасности се сериозни и нормално треба секогаш да има локални мерки за да се превенираат разни ситуации, не само тоа, туку да се зголеми значи нивото на толеранција меѓу сите граѓани кои делат една заедница и делат еден заеднички простор.
Главна цел на локалните совети за превенција е врзување и соработка на институциите, со цел заштита на граѓаните од аспект на нивна безбедност и навремено превенирање на несакани дејства. Објектот на Центарот за култура Асном во Гостивар годинава ќе ги подобри условите за вработените и посетителите. Владата даде зелено светло за првата фаза од реконструкцијата на зградата. Гостиварскиот центар за култура Асном во текот на оваа година ќе добие подобри услови за вработените, а пред се за посетителите на културните настани во оваа установа. Владата вчера ја усвои програмата за инвестиции во културата за 2020 година, која меѓу другото предвидува почеток на реконструкција на центарот во Гостивар. Зафатите главно ќе се финансираат од Министерството за култура, а откако ќе бидат објавени резултатите од годишната програма, ќе се знае и точната сума на пари што ќе се издвои за нив. Ние пак зависиме од финансијата од Министерството за култура. Сега инвестициите одат по фази. Први ни беше поважно ни беше грејењето. Ова година мислиме, имаме разлог да се радуваме дека ќе биде конечно еднаш средена работата со грејењето на големата сала, узвучувањето и остатувањето на големата сала и малата сала. Ја завршивме. Значи полека зема форма и целиот објект. Објектот на Центарот за култура во Гостивар е изграден во 70-тите години на минатиот век и има површина од скоро 3000 метри квадратни. Во него е сместена и градската библиотека, а од пред околу една година и новоформираниот Гостиварски театар. Центарот со големата и малата сала е средиште на културните збиднувања во Гостивар, како представи, изложби, промоции и други манифестации. Пронајдена марихуана во автомобил, 2 физички напади и каснато девојче од куќе бездомник. Слушнете ги деталите од билтенот на СВР Тетово. Вчера во Тетовско Боговиње, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово лишиле од слобода 22 годишникот Тетовско Јеловјане. При негов и при преглед на возилото Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, кое тој го управувал, пронајдени се марихуана и амфетамини. Задржан е во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Ноќеска во 3 часот и 10 минути, 22 годишникот Тетовски Групчин во СВР Тетово пријавил дека вечерта околу 21 часот и 30 минути, движејќи се со возило Мини Купер со тетовски регистарски ознаки во близина на исклучувањето за селото Желино, бил пресретнат од возило Volkswagen Passat, од кое излегле 3 лица и физички го нападнале. Според пријавеното, на нападот му предходела вербална расправија помеѓу двајцата возачи околу недоразбирања во сообраќајот, се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 7 часот и 30 минути, 41 годишникот Тетовска Мала Речица во СВР Тетово пријавил дека 20 на минути пред тоа во близина на Тетовската клиничка болница бил физички нападнат од 62 годишник и 39 годишник од Голема Речица. Според пријавеното, причина биле нивните претходни нерасчистени имотно-правни односи. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Исто така, вчера 41 годишникот Тетово пријавил дека околу 16 часот и 20 минути на улица Цветан Димов во Тетово, неговата малолетна ќерка била касната од куќе бездомник во пределот на двете нозе. Фудбалерите на Ренова во Охрид активно се подготвуваат за продолжението од првенството во првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Ренова во Охрид ја одработуваат втората фаза од подготовките за продолжението од сезоната во првата македонска фудбалска лига. Таму веќе беа одиграни 2 контролни надпревари против Лабуништа и Кораб Пешкопеја, а планирано е одигрување на уште 2 контролни надпревари. Тренерот на Ренова, Бујар Исљами, во телефонски разговор ја пренесува атмосферата од подготовките во Охрид. Сум максимално задоволен како се одвиваат подготовките, играчите дават максимум на секој тренинг, на секој пријателски надпревар и пак значи сега сме у фаза кај што играчите значи се многу уморни. Таква е ова ситуација, значи у овој дел на подготвителниот период. Сме играле во тука у ови 2 пријателски надпревари, планирани се уште 2, значи
уште 2 со Мачва и со Кораби од Девар. До сега сме земале само 2 појачања, Джелил Абдула и Алујда Вазај, од кои многу сум задоволен. Значи мислам дека тие ќе ги засилат многу нашите редови, али сепак ни се потребни уште минимум 20 играчи. Значи сме контакт уште со неколку играчи и чекаме да официализираме нешто од тие играчи што сме на преговори. Ренова во Охрид ќе остане се до 2 февруари, а пролетниот дел од првата македонска фудбалска лига започнува на 16 февруари, а прв предизвик за гипсарите е домашниот натпревар против Кратовски Силекс. Овде е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Кисиме Нада. Следуваат прославите на богојавление водици во тетовските села Сараќино и Челопек. Пријатно!